Ни вообичаена животна приказна пишува талентираната 26 годишна Каролин Вилковски. Родена е во Виена, престолнината на европската култура и градот каде правниците и економистите стекнуваат огромни знаења на светски познатиот Виенски институт. Право и економија во градот на Штраус завршила и Каролин, пошто се чинело дека ја одбрала професијата на својот живот. Потоа се вработив во канцеларии, во разни испробав разни канцеларии и ми беше убаво, не можам да кажам не, ама сепак нешто ми фалеше уште во живот. Сепак, економијата, правото и адвокатурата не ја полнеле душата на младата македонка. Јас секогаш сум обожавала музика, но претпоставам дека не сум била доволно храбра да започнам одма со тоа и иако ми беше убаво, викам, значи стварно не викам не дека нема да се вработам некој ден пак во канцеларија, но сепак ми фалело нешто и тоа била музиката. Љубовта кон музиката секогаш ме водела кроз живот. Во кој момент одлучи на стравот да му ја затвори вратата и престижната адвокатска кариера да ја замени со музика. Јас цело време размислав како да почнам, кога да почнам. И некој ден толку станав и реков, гледам пријави за Звезда играна, реков сега ќе пробам, ќе се пријавам и ќе пробам моја среќа со музика. Како тоа го прифатија родителите и блиските на Каролин? Јас мислам, мајка ми од секогаш сакала да пробам да пеам и она беше пресреќна, искрено. Пресреќна што конечно сум се одлучила, што конечно собрав храброст да го пробам тоа. И татко ми е пресреќен, но малце можда разочаран во смисла на сакаш обавезно да бидам адвокат одма. Јас секогаш му викам, то не ми бега, додека сум млада само да пробам да пеам, па после може и да се вработам пак. Со новата голема животна промена таа живее веќе 2 години и вели дека воопшто не се кае. Да, не се каем воопшто, тоа е точно. Искрено сум пресреќна што конечно сум пробала и добро ми оде. Да речеме, знам дека не може се одеднаш и дека треба степ бај степ да се изгради ова се, но за сега сум многу задоволна со сите кораци што ги направи. Освен што ги пее сите македонски песни, Каролин македонски песни и самата создава. Автор е на веќе неколку. Првава песма беше пред 2 години, се вика Играрие. Таа ми беше некако желба што сакав многу регетон музика и сакав да пробам во тој фазон. Меѓутоа таа беше српска песна и нешто уште сакав да пробам македонско и втората песна беше Зора. За таа песна и пишував и текст. Таа, не знам, необичаен стил е и многу си ја сакам таа песна искрено. И сега во недела ми излезе најновата песна Ке ти дојдам, која не е само од мене пишана, наравно и со помош од продуцент. И да, и таа ми е многу убамила и таа е нешто посебно што зедов народна песна и ја споив некако во мој начин да биде испеана. Каролин настапува и пее во Австрија, но и во Македонија. Да, во Австрија прилично низ цела Австрија и дискотеки, свадби и се што. Овде во дискотеки претежно, значи сум била во Скопје, во Пробиштип и планирам уште многу градови да ги посетам и ќе има дефинитивно настапи околу Нова година. Каролин Вилковски најверојатно е најдобриот пример дека ниту една диплома и надежна кариера не се доволни да се потисне желбата. Come